Одот на ВМРО по тешките балкански крстосници е нераскинлив од судбината на македонскиот народ. Со името на дејците и револуционерите кои припаѓале, се возобнувал ослободарскиот дух на народот. Ова го истакна премиерот Никола Груевски на свечената академија по повод одбележување на денот на македонската револуционерна борба. Откако посочи на значењето од обележувањето на овој ден, Груевски својот говор го осврна на наталитетот. За него најзагрижувачка рецесија е намалениот број на родени деца. На овој проблем посочи, мора сите да работиме. Парадоксална е споредбата со минатото. Кога Македонија немаше слобода, кога бевме под робство, кога бевме под терор, кога не убиваа и колеа, кога нашите предци не само што беа далеку посиромашни од што денес се живее, туку буквално беа на леп и сол, кога корката леп беше најголемата радост во домот, кога ни земаа арач во крв, кога не тепаа, не мачеа и угнетуваа како робови, ние за сето тоа време растевме како нација. Нашите прабаби и прадедовци, па би рекол и баби и дедовци, имаа најмалку по 4 деца, а голем дел од нив и по 5, 6 или повеќе. Едноставно, не можеа толку да убијат колку што нови деца се раѓаа, независно на најтешката сиромаштија и робство во кои се живеело. Тој истакна дека денес имаме своја држава, кога имаме слобода и демократија, кога сме свои на своето, кога Македонија е на прагот да стане земја членка на НАТО и Европската унија, кога зборуваме за зголемување на пензии или за нови инвестиции, кога имаме своја армија и полиција, која се грижи за нашата безбедност и мир, кога имаме мир, свои училишта и свои универзитети, кога слободно го говориме нашиот јазик и се бориме за етаблирање во меѓународни рамки. Живееме во време кога не само што е се поголема реткост второ дете во семејствата, а камоли трето или четврто, туку спротивно на тоа водиме дебати за искривени вредности, за еднополови бракови, па уште и посвојување деца во тие еднополови бракови, за некакви права на жените, па на мажите, кој од нив бил позастапен во политиката или во бизнисот, а додека се трошиме на тие теми, нам како држава ни снемува народ. Според премиерот, вистинскиот пристап има 3 компоненти. Прво, трезвено и детално разбирање и целосно прифаќање на фактите за вистината и природата на овој предизвик. Второ, превземање мерки и активности за да се обезбеди раст на популацијата во одржлива стапка. И трето, активности за да се подготвиме соодветно за еден таков одржлив раст. На свечената академија присуствува и председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, председателот на Македонското собрание Трајко Велјановски, представници на владата, на судската власт, на јавниот живот, на верските заедници и граѓанскиот сектор.